Скоро 30 години Антена 5 е успешно приказна во радиоетерот во Македонија. Денеска мој гост е Зоран Петров, еден од сопствениците на радиото, Сонја Панда и Диџеј Мартин. Одиме да ни раскажат интересни приказни. А сега емисијата Без маска на Репортер во Антена 5. Зуки, ви благодарам што дојдовте денес, уствари што јас дојдов кај вас на гости за да го направиме ова интервју. Антена е, како што кажа во самата најава, успешна приказна која што трае скоро 30 години. Со каква идеја тргнавте во оваа приказна? Добро, ние оддамна имавме желба и работевме претходно на радио сите тројца како оснивачи на фирмата, така да ова ни беше желба, трае више 28 години. Се надевам успешно. Па да, вие уште на самиот почеток некако се наметнавте како најслушаното радио во Скопје. Таков не беше форматот. Тој не постоеше во тој момент, сите имаа генерален формат на радио со детска програма, со народна музика, со забавна музика, со ексио музика, ние се концепиравме да бидеме топ 40 радио, како што беа успешни форматите надвор од Македонија. Во еден сегмент се надмашивме себе си. Тргнавте од Скопје, ама потоа некако приказната продолжи низ цела Македонија. Да, Тешко ви беше да се позиционирате на секаде низ земја, или ве препознаваа веќе од тука? Не препознава, и успешно гостувавме на секаде, покривавме многу настрани из Македонија кои што беа интересни за нас. Се јавувавме во живо во програма од разни градови, покривавме журки кои што се случуваа по дискотеки, гостуваа наши диџеи по клубови низ Македонија, така да се надевам дека успешно го покривме тој дел. Ние стартувавме како радио само во Скопје. После 4 или 5 години дојдовме национална концесија и согласно тоа ја покривме Македонија со нашо предавателно мрежа. После Антена 5 се отвори други радиа, да речеме, со сличен концепт, кој што на некој начин, да кажеме, дека пробаа да ви бидат конкуренција низ годините. Дали отворањето на новите радиа за вас значеше да си го задржите зацртаниот пат, или ви беше поттик да направите нешто друго, ново, поразлично и пак да се одвоите од тоа што се нудеше? Не, ние си имавме наш концепт од самиот старт и не е воопшто сменет досега. Значи, своевремено имавме емисија, јас, Марија и Коста на радио Уно, се викаше Радио Микс, и тоа беше 5-часовна програма во која што отприлика се содржеше се она што е сега Антена. Значи сите програмски форми, парчиња, делчиња внатре во програмата, целата таа форма како што беше во 5 часа, ја разложивме на 24 часа и така настана концептот на Антена. Нормално сме ставале некои работи меѓу време кои што не били интересни како форми програмски, чисто за да анимираме публика малку повеќе и така. Вие бевте првото радио кое што направи директен пренос од доделувањето на MTV наградите. Да, бевме стари само 8 месеци. Како се случи таа соработка помеѓу Антена 5 и MTV? Ние претходно соработувавме со MTV, креиравме радио топ листа на Македонија, кое што беше поддржано од MTV. Куќа, во моментот кога тие стартуваа со наградите, тоа беше ноември и Антена беше присутна на првите MTV награди и од тогаш мислам дека сме били на 25 вкупно, со ред карпети, со студија, некојаш во живо, од локација, зависно од тоа, бидејќи во секоја година се случува во различен град. MTV наградите беа први во Берлин, ако се сеќавам? Да, во Берлин. Бевте и вие директно во Берлин или други членови? Не, беа Ерик и Борис. Добре, како беше чувството кога ете на радио, слушавте прв пат слушнавте кога рекоа Антена 5 радио директно од Берлин, од MTV наградите? Како беше чувството, да се сеќавате понекогаш на тоа? Па да, сигурно. Спремавме джингли, беше супер се. Многу набрзо после тоа почнавме да најпрво соработувавме со телевизии околу тие настани, околу директните преноси. Набрзо почнавме да работиме со британските музички награди.
Јас сум уште И малку за MTV ќе ве прашам, па и за британските, да. Дали на MTV наградите всушност се роди онаа идеја да биде здраво, јас сум тој и вие слушате Антена 5 радио. Дали од тамо тргна овие джинглови што ги слушаме и ден денес на Добро, радиото? пред да се отвори Антена имавме 3. Од кого? Од Ени Ленокс, од Def Leppard и не знам, не се сеќам се. Тие беа уште пред да се отвори Антена. Сигурно имаме преку 1500 сега. Не сме ги броеле, меѓутоа знам во еден период имавме над 1000, така да. I'm Selena Gomez and you're listening to Antenna 5. Hi, this is Ricky Iglesias. Hi, I'm Calvin Harris. This is The Prodigy. Hi, this is James Blunt. Hi, this is Moby. Hi, it's Bibi Rexa. Hey, this is Dua Lipa. Hey, Antenna 5 Macedonia. Love you guys. It's Shawn Mendes. Малку не знаат дека вие бевте во академијата на Brit Awards. Да се биде дел од 1000 луѓе во музичка индустрија светска е голема работа во секој случај, знаеш. Мене ми беше чест да бидам дел од таа приказна на 2007 и 2008, мислам, и 2009, така нешто. 3 години? 2 или 3. Тие испраќа комплетни листи на потенцијални номинирани, потенцијални номинирани и се гласаше онлайн. Вие сте повеќе од 40 години во радиоетерот. Од каде DJ Dynamite? Значи, освен што ве знаат како Зоки Петров, еден од собствениците на Антена, ве знаат и како DJ Dynamite. Од каде се случијата им? Не, требаше некој никнейм во тој момент. Така сме процениле и не дека сме се криеле за идентитет, туку во тој момент така ни беше како програмата беше динамична, жива, радиоизразот на водителите бараше некоја различност од стандардното конзервативно изразување на радио. Беше потребно да се направи персоналитет во етер, што мислам дека денеска го нема на некој начин. Тој онер персоналити всушност многу помага и за самите водители, меѓутоа и за самиот медиум. Кај нас музички, бидејќи сме музичко радио од специализиран формат, ни бара некаква си ритмичност во зборувањето, во смисол на музиката и така натаму, прилагодување на целата звучна слика на радиото. Кога сте во автомобил, слушате исклучиво Антена радио или слушате и други радиостаници да видите што се случува? Најчесто се водам во тишина. Се обидувам да не знам, да одморам од музика, слушам многу и голем дел од денот поминувам со тоа. Никогаш заборам дури да пуштам радио во кола или свири, воопшто не приметувам дека свири. Јас кажа, вие сте повеќе од 40 години дел од радиоетерот, меѓутоа долго време не водите емисија. Дали можеби понекогаш добивате желбајте да застанете позади миксетата, да ставите слушалки и да и се обратите на публиката? Да, меѓутоа ќе се обидеме во некоја нова форма, можеби. Чао Антена беше емисија која што Сите уште го памтиме джинглот, чао Антена. Тоа беше емисија која што 10 години секојдневно. Мене беше одмор самата емисија, така да се одмарав од сите други обврски кои што ми беа и тоа ми беше на некој начин филтер да се изнапуштам музика. Сето она што сакате да го споделите со публиката. Целата таа приказна околу музиката си има своја врска со публиката која што слуша радио. Секогаш си ги поврзува работите преку музиката. Јас не сум пуштал секогаш нова музика, меѓутоа сум ги навраќал луѓето на некој начин со некои убави песни во некои времења каде што кај нив се будат некои сеќавања, не знам, убави моменти и така натаму. И тоа бил рецептот на Чао Антена. Ако повторно се вратам во етер, се надевам дека публиката ќе има прилика да се изнаслуша песни кои што се заборавени, кои што динамиката на времето кое што дојде во меѓувреме ни направи да не обрнуваме внимание, туку да секојдневно тоа оди брзо и така натаму. Времето поминато за време на короната ги слегна тие брзи моменти во живеењето на луѓето. Се навративме малку наназад,
во смисла на поголем квалитет. Ние обично и најлесно е да се има формат на радио топ 40 и да ротирате едни исти 20 песни цело време. Меѓутоа Антена од самиот почеток секогаш имала некоја специфичност со музика која што не влегува во тој концепт на топ 40 радио. Или биле песни кои што апсолутно се од некое друго време, или се песни кои припаѓаат стилски на некои други жанрови, или не знам, бендови кои што доаѓаат од сегментот на world music, некогаш и soul jazz и така натаму, и тоа не прави најверојатно различни. Како се вика тоа, кога готвите сите имаат исти. Зачинот е на крајот. Во зачинот е целата приказна, се обидуваме тоа да го правиме и се надевам дека го правиме успешно повеќе. Инаку не би траеле скоро 30 години, не? 28 години. Многу е тешко да се одржи брендот да биде секогаш број 1 во смисол на не само на рейтинг и на слушаност, туку и квалитетот не сме да опадне. Кога ме праша Бреска дали ние сме правеле нешто во однос на другите радиостаници, ние апсолутно не сме се обидувале ништо да смениме од тоа што било наше. Така да Секогаш ќе тиравте вашата приказна всушност. Да, и најверојатно и на многу од луѓето кои и се обиделе да сменат од Антена на некоја друга станица, најверојатно се враќале ако нешто им недостига што претходно го имало на Антена. Која е таа магија е необјаснива, зависи на дневна основа. Ако денеска се појават, не знам, 3 или 4 песни, си ги чуваме. Бекап се дозира, да. Ги дозираме за да на некој начин не ги ставиме сите мелодии во манџата одеднаш, да. Зуки, јас ви благодарам на одвоеното време. Нас тука во радиото сега не чекаат уште Сонја и Мартин. Подиме да поразговараме со нив да ги раскажат и тие своите радиски приказни. Чао. Мој гостин денеска е Сонја Пандиловска, позната како Сонја Панда. Здраво, Сонја. Добре, ни дојдовте овдека во Антена. Да, беше ми мило, многу пријатна атмосфера имате тука. Ти си еден од првите водители во Радио Антена. Колку долго работиш тука? Па не сум сосема меѓу првите, бидејќи претходно работев во некои други радиостаници, не сум дел од таа прва фамозна постава на Антена 5 радио, туку сум дел од, ајде да кажам, втората, некаде 98-ма дојдов во Антена и од тогаш до денес сум тука. Како еден телевизиски човек се снајде на радио? Значи, не знам колку луѓето се сеќаваат дека ти кариерата ја почна во Канал 3, ми се чини со Сидоровски дека водевте емисија. Како беше сега сосема поинаков сензибилитет, претпоставам, има радиото? Па некако од факултетските денови не делеа по групи, јас се паднав во групата да работам во телевизија, како дел од праксата, нели? И бев прво во младинскиот екран, па младински канал, па оттаму ме зедоа во третиот канал и сосема случајно некако ми дојде искуството со радиостаниците на наговор или молба на Тони Танчевски, со кој што бевме тандем во третиот канал. Он работеше тогаш во Sky Radio. Почнав јас со него да работам на една топ листа и од тогаш па наваму, после неколку радиостаници дојдов во Антена. Денес ми тоа телевизиско минато некако многу далечно. И телевизијата ја консумирам како обичен гледаш, сум заборавила односот кон камерата, кон микрофонот, кога работевме ние со оние микрофони во рака кои што државме, имавме и тогаш и учители кои што не учеа како треба, па треба со лактот, нели не треба вака да не биде раката пред камерата. И така да седо тоа повеќето го имам заборавено, но затоа односот кон микрофонот во аудио смисла ми е многу поблизок. Кога свати дека твојот глас е специфичен и препознатлив, што дури преку радио, преку твојот изговор, всушност ќе ги привлекуваш луѓето да сакаат да те слушаат цело време? Во телевизија немав такво искуство, дури кога предов да работам во радиото како медиум, почна луѓето да ме препознаваат по специфичниот глас и кога се движам некаде на улица или кога седам некаде во кафуле.
Да, значи дури да не те препознаваат како лик по гласот кој ќе те слуша, знаат дека е Да, бидејќи тоа е првиот допир. допир на слушателите со тебе, не како лик, туку како глас. Дали Сонја Панда дојде од самиот почеток или некако се наметна со текот на времето, Панда од Пандиловска, меѓутоа? Од почеток беше, бидејќи кога работев во телевизија бев Сонја Пандиловска, кога почнав да работам во радио, некако сериозно пристапив и си побарав некакво си алтер его за да бидам дистанцирана од таа Сонја на телевизија, да не мислат кога ќе ме слушнат и да ме поврзуваат со тој телевизиски лик, бидејќи тогаш паралелно ги работев двата медиума, па така си смислив свој прекар Сонја Панда и така остана до дете. Ти си често дел од големите европски музички фестивали, доделување на награди, значи, не знам, Exit фестивал, MTV наградите, Брит наградите. Да, Брит наградите, Сиденс фестивалот. Во сите овие години, претпоставам дека сега ти е малку полесно дели во однос на тремата, меѓутоа, пред кога имаше најголема трема пред да ти дојде на интервју? Ти си всушност таа што ги прави повеќето интервјуа за Антена Пет радио. Па треба, не знам дали трема, меѓутоа некаква си возбуда секогаш имам кога треба да ни дојде како гостин, да го интервјуираме некој од така наречените големи ѕверки, луѓе кои што направиле огромна кариера зад себе. Сеќавам со Пол Велер кога го интервјуирав на Exit фестивалот, меѓутоа трема кога претпоставуваш и кај тебе истото, бидејќи кога ќе тргне тркалото, кога ќе почне снимањето, веќе немаш простор за трема, бидејќи тогаш работи адреналинот во тебе. Во сите овие години, кого си интервјуирала, со кого си разговарала, вака како што разговараме ние денес? Луѓето претпоставувам дека се љубоморни до тоа што го правиш. Не секој може да стигне до големите звезди. Па не знам, мене Антена 5 како медиум, кој што беше се присутен некако почнувајќи од тие големи настани како MTV европските музички настани, како еден награди, како еден од првите медиуми воопшто во Европа кој што беше присутен таму, успеа да направи силна поврзаност со музичката индустрија не само овдека кај нас на овие бивши простори, туку и во светски рамки. Антена присутна и на зимската музичка конференција во Мајами и некако благодарение на Антена 5 ја имав јас можноста да разговарам и да интервјуирам на вистина големи имиња. Пак ќе кажам, тие славните рокери ми се омилени од Мик Џонс до Пол Велер, ги има на вистина многу, а луѓето од денс индустријата исто така. Скопје едно време беше мека на вистина силна денс сцена во однос на настапите на светските звезди кои што беа паралелно и на Ибица и овдека во Скопје, Дейвид Гета, Армин ван Бюрен, еден куп такви диџеи кои што ги имаме. Па фали, мене ми фалат оние 2 и нешто години изгубени од пандемијата, бидејќи бевме затворени, настаните ги работевме како што и самите тие беа организирани виртуелно. MTV европските музички награди на кои што секоја година сме присутни, Брит наградите на кои што исто така сме присутни од почетокот на новиот милениум, беа организирани во виртуелна форма, па така бевме и ние присутни на нив, но она физичко присуство некаде, возбудата и адреналинот повторно ни се вратија. Да, како беше кога бевме сега во Дојран и на Exit и мислевме дека ете сега, кој знае колку грешки ќе си направиме во програма, бидејќи ни беше прв терен после. Да, испадна дека како со велосипедот еднаш кога ќе научиш да возиш дека нема да имаш проблем. Кој ти оставил најсилен впечаток од тие што си ги интервјуирала? Меѓутоа, кој ти бил најголемо разочарување? Сигурно некога си се разочарала, си имала преголеми очекувања, на крајот некако не излегло. Па разочарување не од звездата како личност, бидејќи не ја ни познаваш за да имаш некои силни очекувања, меѓутоа од односот обично од моето искуство што се поголеми во моментов, меѓутоа кога се актуелно познати, околу нив е целиот тој хајп, имаат голем број на обажуватели, обично тоа се случува на почетокот на кариерата на одреден изведувач или група, кога се лепи таа тинеџерска популација, кога навистина не можат ни од автомобил да отидат некаде од врескачките фанови, и обично тие нити имаат време да те слушнат, нити го дослушуваат прашањето, се е во брзина, меѓутоа и тие се по тој силен адреналин и веројатно сосема друго некое ниво на стварноста
соочени со таа огромна слава и тие така некако интервјуа се чека сега што се случи На брзина. да на брзински и навистина е така не те не дослушуваат што сакаш да кажеш ајде го зработам ова па да продолжувам понатаму меѓутоа што повеќе ќе помине низ тој прв бран на популарност одредениот изведувач, потоа некако работите слегнуваат на брашно и стануваат сосема нормални луѓе кои што и кога ќе поидат некаде многу се интересираат за светот и за местото каде што се наоѓаат и видиците им се тогаш пошироки. Знам со Мик Джонс од славните Clash кога се сретнавме во Лондон на едно издание на Hard Rock Calling и као од кај сте, од Македонија и почна да зборува за античкото минато на овие простори, па не прашуваше што се случи сега кај вас, јавилам. Ништо, добри сме. Он не, сега имавте скоро избори. Викам, да, добро. Јас мислам по нешто лошо, сега го запомнила овој простор. И сега кога бевме исто така во Дојран, Кошин настапува и жирата на вистина една прекрасна. Дојде каде што го теравме, го направивме интервјуто на локацијата каде што требаше да настапи на главната фестивалска бина на паркингот во Дојран, а потоа ние имавме лайв програма. Случајно се појави на таа локација, дојде, седеше со нас и го слушаше интервјуто како звучи во етер, се дружеше, многу и се допадна Мартин. Сега ќе го прашам Мартин, значи Кошин кој ќе продолжиме со интервјуто со него. Колку се минуваше твојата емисија низ годините? Ти си значи 20 на години во Антена радио. Колку се смени ти како водител меѓутоа емисијата? Па емисијата многу не се менуваше со тоа што термините се менува. Прво бев од 4 до 6, па потоа од 5 до 6. Да, јас некаде прочитав, пошто сум спанка, ми дадоа попладневен термин. Да. Јас и дури во училиште кога одев тешко ми беше станувањето рано наутро и некако кога ги бирав работните места, бирав така нешто што може после 11 да се наутро да се реализира. Емисијата концептуално не се менува, бидејќи во Антена согласно незиниот формат сатот е истиот. Содржините внатре во сатот може да се сменат во завис на мојата емисија, бидејќи самиот наслов е ритам на културата, јас гледам да не одстапувам од тоа. Да во тој сегмент нема премногу шоубиз информации, да нема премногу спортски информации, туку да се трудам да се задржам и да го поддржам она што е секогаш добро во Македонија, од разни фестивали, манифестации, се трудам секогаш да имаме гости од тие сфери. Колку ти е возбуда после сите овие години да ги ставиш слушалките и да ги поздравиш твоите слушатели? Па секогаш радоста е голема и тоа веројатно секогаш кога ќе си ја одреди работата како професија која ќе му биде, треба веројатно да појде од тоа, се разбира доколку може, да го најде местото под сонцето кое што ќе му носи радост. Јас кога станувам наутро и кога треба да појдам на работа, јас сум навистина радосна кога ќе ги ставам слушалките. Влегувам во некој друг свет и тогаш сум некоја Сонја која што приватно воопшто не сум. Јас ти благодарам за времето што го одвоја, ние ќе одиме низ радиото да го побараме Мартин каде. Долги години дел од Антена 5 радио е DJ Мартин, кој што е продуцент по радиото и денеска мој гостин, иако сме ние ке тебе. Здраво! Здраво, Андријана. Во твојата биографија на Антена 5 стои дека си најмладиот по стаж член во радиото. Да, најмладиот стаж по член по стаж во радиото од 2006, така да не е више толку млад. Како беше на почетокот кога дојде во Антена, каде што нели веќе беше поставена екипата, дали некој од радиоводителите ти глумеше звезда на почетокот? Па немаше звезда глуми, да што бев таков скромен, што треба ми кажат одма, да, нема проблем. И едноставно почна се да ме прифатија како еден од нивните. И се вклопив релативно брзо, да речеме, најверојатно затоа што во работа се што ме побара од мене. И кога требаше некаде одмор, Мартин беше тука, зашто имав желба што повеќе ја бидам на работа, што повеќе да работам, што повеќе да бидам на програма. Сега не толку многу. Поминале годините, ги сваќам како е. Се ставив, али многу возбуден 18 годишен пилиштарец, што би рекле, дојден во радио, сакал музика, сака да слуша музика, знае музика и се е во ситуација да пушта музика на милион луѓе што го слушаат истовремено и тоа беше вау момент. Колку сте блиски
сите меѓу себе во радиото? Дали се дружите надвор од кога ќе заврши или работното време, дали знаете да излезете? Не, се мрзиме сите меѓу себе, само на радио се смееме, иначе владе... Знаеш дека таков муабет се слуша за вас? Да, владе мржња, владе омаловажување, зборење зад грб. Тоа е во принцип предаторско место е. И добро, како изгледа тогаш кога ќе отидете на патување, пошто често патувате заедно? Па вежбаме насмевки пред да излеземе од соба, се смееме на огледало и после тоа искачаме луѓе, после тоа кога ќе се вратиме назад за сцената е крвопролевање и тепање и се остало. Ти си, како што кажав, дел од техничката реализација на Антена 5 радио. Што опфаќа твојата работа? Мојата работа опфаќа да ги возам луѓето од една локација од друга, не. Мојата работа опфаќа се што не е водителство е на мене. Значи изборот на музика паѓа на мене. Сам ги бираш секогаш песните или го правиш тоа со водителот за чија што емисија Зависи избирате? зашто. Зависи кога имаме настан и треба се покрај тој настан, се пушта музика од тој настан што е поврзан со тој настан. Глобално грото од времето е мојот избор и водителот фактички се прилагодува на мене. Мада и јас се прилагодувам на него, зашто како видиш, негово расположение, што му се слуша дента, па правиме некој заеднички план, али 90% од времето сум ја одговорен за тоа. А како се прават топ-листите на Антена 5? Значи не овие што ги преземате, нели, Билборд британскиве, туку Антена 5 како ја прави собствената топ-листа? Собствената топ-листа како ја прави Антена 5, па години искуство најверојатно на луѓето што ја работат таа топ-листа, предчувство на која песна ќе биде хит и што е актуелно во моментот, многу нормално се гледаат и светските топ-листи кој каде котира, што котира, но глобална Антена секогаш била независна, да речеме, од тоа за некои своји песни што буквално само кај нас на радио се хит и апсолутно никаде на друго место. Сонја ми кажа сега дека заедно бевте на Д фестивал во Дојран и на Екзит во Нови Сад, ама дека кошините бендисала многу. Не можам да коментирам на тоа, I can't deny or agree with it, така да немам коментар на таа тема. Често одиш на фестивали надвор од Македонија, колку после сите овие години всушност е само работа одењето на фестивал, а колку имаш време да отидеш и да се изжуркаш заради тоа што сакаш да се журкаш? Абе види, глобала зависи се од лајнапот на фестивалот. Така има секоја година секогаш ќе има некој што сакаш да го слушаш и ќе идеш да го слушаш да речеме еден ден, два. Некогаш се погодило да биле сите денови супер на журката и едва и чекаш само да отидеш. Ама глобално и работата што работиш таму пак ти е мила, ти е убаво, ти е не е како напор, идеме на работа тука и морам на фестивал. Рекол никој никогаш. Сите идеме на фестивал, ќе идеме да работиме на фестивалот. Без разлика дали го работиш кога радио, дали го работиш низ интервјуа, дали идеш да го гледаш, сепак е фестивал. Никогаш не е било товар. Да речеме. Луѓето знаат дека многу често пушташ музика низ локали, низ клубови, низ цела Македонија, меѓутоа и на фестивалите што се тука кај нас. Колку е различно чувството кога ќе излезеш на голема сцена фестивалска во однос на она кога ќе отидеш во некој клуб за да пушташ музика? Многу голема разликата. Првиот момент само што ќе се качиш на сцена и ќе видиш таа раја од луѓе и они очекуваат дека ти треба да ги забавуваш со нив, треба да задржиш вниманието. Самиот притисок е overwhelming, адреналин расте. Ако паднат на Девид Гета да им пушташ цеца да ги кренеш. Пример, меѓу другото, да. Не толку цеца колку Аца Лукас, они повеќе на тоа се. Дали се гледаш некогаш на сцената на Екзит? Секогаш се гледаме на сцената на Екзит. И како ти оди? Како ми оди најбољи на цел свет. Распродаден фестивал, јас сум, Мартин. Со знаци сакам твое дете и остало. Неодамна Антена 5 радио во Галичник организираше настан од Галицко, посветен на Ицко кој што почна. Како? Кажи ми повеќе за тој настан. Па, фестивалот беше можеби хајлајт на годинава за нас, иако се уште не е готова годината, али хајлајт беше на година за нас, зашто Ицкос можеби уназад 10 години му беше желба да организира фестивал во Галичник. И секоја година беше диџеј кој организира фестивал во Галичник, и се случи тоа што се случи. И жена му Наташа, која што беше главен организатор на тоа, со неговиот кум Даре и пријателка Вики, кои што го организираа фестивалот до перфекција, како луѓе што првпат организираа фестивал и не знаат што се случува за фестивал, идеше толку подмачкано и се беше толку супер. Ние ги поддржавме нормално организацијски и медиумски и сето тоа беше bittersweet, затоа што фестивалот беше феноменален, со феноменална атмосфера, тажно, среќно, се истовремено полно со емоции, цел спектар на емоции беше тоа, истовремено многу одлична журка. И се надеваме се ќе прерасне во традиција. Веќе се планира Галицко волум 2.
Така да се надам дека ќе остане така. Ти си дел од македонското трио BDM. Малкумина знаат дека нели заедно создавате музика, вие веќе од подамна го најавувате првиот албум кој што ќе има концертна промоција во живо. Добро, кога ќе се случи? Концертна промоција ќе се случи, најверојатно ќе биде видео концертна промоција. Албумот е готов, завршен е се, дури почна се работи втор албум, вториот албум е позавршен од првиот, така е зборот веќе. Арно, ама ситуации што се надвор наша контрола, го одложија се ковид и вирус и луѓе поврзани со нас, што не беа можност за да го isproducирам се тоа, зашто не е само ние тројца и окей, ние тројца сме и го правиме, зашто си има организација дали сериозна, како што знаеш. И се надеваме дека годинава, тоест мора биде годинава, иначе подобро си ги закачиме слушалиците на закачалка и да се откажеме се пензионери. Мартин, фала ти за времето што го одвои и ние те оставаме да продолжиш со работа бидејќи сред смената. Па време беше, мислам, човек. Чао. Фала ти, чао.